Во рок од неколку дена се соочувате со температура од 18 степени, а веќе наредниот ден температурата е минус 18. 36 степени разлика, што е шок и за камен, не камоли за човечки организам. Високите температурни разлики лекарите ги товарат за најголеми причинители на многу негативни влијанија врз здравјето на луѓето, но и за зголемениот број инфаркти и мозочни удари. Констатацијата ви е точна, затоа што човечкиот организам многу тешко се адаптира на вакви големи температурни разлики. Посебно кај пациенти, хронични пациенти кои што имат и други болести, овие температурни разлики, ако не ги проследуваат со адекватно земање на терапијата, ако не почитуваат да не излегуваат во наутро кога е поладно или кога е магловито надвор, предизвикуваат и таква симптоматологија со инфаркт или изливи мозочни. При вакви температурни шокови најчесто страдаат оние со кардиоваскуларни, хронични и обструктивни заболувања на плуќата. А посебно овие високи температури изминатата недела и почетокот на учебната година им погодуваат на појавата на настинки и вирусни инфекции пропратени со високи температури и долготрајни прогресивни кашлици. Ваквата состојба доведува до зголемен обем на работа на службите и полни амбуланти. Барем последниве недела дена, од кога имавме високи температури до плюс 18 степени, во нашата служба, во дежурната амбуланта, имавме околу 390 прегледи, каде што доминира фебрилни состојби, значи болни со високи температури, околу 150, потоа 110 пациенти се жалеле на висок притисок и на стегање во градите, на стенокардија, и околу 40 се жалеле на главоболки. На терен лекарите од службата за итна медицинска помош се соочиле и со 100 случаи на хипертензија, стенокардија, хипогликемија кај диабетичари, хронично обструктивни болести и тешко дишење.